Терминот работа на себе во последно време е многу популарен. Обично се става во контекст на достигнување на најдобрата верзија на себе си. Што значи да се стане најдобра верзија на себе? Тоа од спиритуална перспектива значи вистински да се откриеш себе си и вистински да се запознаеш себе си. Она изворното себе. Не она кое е потиснато од страна на различни идентитети кои несвесно ги прифаќаме на патот на социализацијата. Не она кое е намалено, кое е врамено од страна на различните улоги кои ги играме во секојдневието. Не она кое е задушено од страна на тугите вистини, мислења и влијанија. Не она кое е замолчено. Не она кое е покриено за да не штрчи. Кое е покриено заради нашата наметната потреба за подобра адаптација, заради подобро препознавање и признавање од страна на другите. Туку откривање и запознавање на суштинското себе. За ова е важен првиот чекор, кој значи прифаќање на вистината дека нашата суштина е чиста свест, дека ние сме спирит кој одлучил во оваа временска и просторна димензија да се отелотвори. Да стане душа на оваа планета, која ќе има физичко тело, која ќе има мисли, која ќе има емоции, која ќе има свој систем на верувања и свој систем на вредности. Сето тоа како битни инструменти за собирање на неопходни искуства, лекции и спознавања низ призмата на материјалната димензија. Секој од нас точно ја одбрал оваа физичка и материјална реалност како најпогодни за правото себе запознавање од различни агли и перспективи, која ќе ни послужи за нашиот непрекинат раст и развој. За ова сето да има смисла, секој од нас, кога ќе дојде тука, заборава на ваквата одлука. И затоа, на прва рака, никој од нас не се сеќава на својата вистинска суштина. И затоа, многумина од нас имаме постојани предизвици кои доаѓаат од непознавањето на својата вредност и моќ и на своите вистински потенцијали. И тие предизвици ќе се повторуваат и ќе се волуминизираат до моментот кога ќе почнеме да се будиме. Ќе почнеме полека да осознаваме и да се подсетуваме кои сме на вистина. Откривањето, запознавањето, прифаќањето, разбирањето и живеењето на своето вистинско себе е клучно во овие времиња. И затоа терминот работа на себе во контекст на најдобра верзија на себе не е случаен. Вистинското себе е клучно во овие времиња на енормни несреќи, страдања и патења. Со провлекувањето на своето вистинско себе низ материјалната призма и изнесувањето на светлото на чистата свест, светот ќе стане многу поразличен. Со условно речено оправдувањето на своето вистинско себе, светлината
ќе го замени мракот. Тоа е да се биде најдобрата верзија на себе. А за да се биде најдобрата верзија на себе, работата на себе не подразбира поправање, доградување, надградување. На внатрешноста од секој од нас ништо не недостасува. Не е потребна никаква поправка или доградба. Ние сме такви какви сме, сосема доволни и вредни, бидејќи сме створени по ликот и делото на Севишниот. Работа на себе значи упорно, редовно, доследно, континуирано, постојано чистење на се што не е дел од таа суштина, на се што не е вистински дел од вистинската природа, на се што е терет, вишок, се што покрива, прикрива, потиснува, се што замолчува и намалува, на сето што нема врска со нас поединечно, што не ни значи, што не ни треба, што не ни служи. Работата на себе значи интегрирање на сите делови на себе си, до најдалечното, до најпотиснатото и до најмрачното место во себе. До секој оној дел кој заради да биде прифатен и вреднуван од средината е скриен, сокриен, замолчен, невиден, потиснат. Во денешните услови, заради поларитетот и дуалноста на материјалната димензија, неопходна интеграцијата на мракот со светлината, а тоа почнува од секој нас поединечно. Осветлувањето на мракот во себе го осветлува светот околу тебе. Низ мракот светлото свети, со светлото мракот се препознава. Тоа значи вистинска работа на себе, копање во најтемните длабочини и искачување на највисоките врвови, и тоа подеднакво да не радува. Темнината во нас е темнината во светот. Светлото во нас е светлото во светот. И ако во овој миг ти е прекуглава од сета таа агресија и неправда, ако до неиздрж те боли страдањето околу тебе, сега е мигот да се присетиш кој си на вистина. Со присетувањето на тоа кој сме на вистина е постигнувањето на најдобрата верзија на себе. Затоа, неслучајно, терминот работа на себе и достигнување на најдобрата верзија на себе се толку популарни, затоа што се неопходни. На секој поединечно, единствена задача сега е да се присетиме кои сме на вистина. А во медитацијата таквите сеќавања најбрзо доаѓа.